Време е за првиот разговор ова утро. Нашата гостинка веќе е пристигната. Еве ја гледате во другиот крај од нашето студио заедно со нашата Слободанка. Слободанка, добро утро, пуште еднаш. И сега ќе си ја поздравам Александра Трајковска, која што ни доаѓа од Везден, Академија за млади готвачи. Сандра или Александра, добро утро. Ние се познаваме, бевме мислам дека прв пат ти беше тогаш пред првото јавување кај вас во Везелка, каде што во ресторанот Везелка, каде што впрочем и се случува Академијата за млади готвачи. Така е. Си продолжувате понатаму, си имате нонстоп активности. Ајде ќе ве оставам со Слободанка да си разговарате. Ти благодарам, Мирена. И како помина со гледачите? Одлично, Баш ми е убава драго. тема беше. Ке си продолжите веднаш по нашиот разговор. Јас во меѓувреме да се префрлам тука да ве... Може да какво кафе пиеме? Добро утро и добро ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. Кафе? Кафе, чај? Кафе, може и чај. чај. Може и чај. Чајче? Може чајче? Да. Ке ти подготви Ирина. Сандра од камилица и розмарин, јас така пиев. Наутро ми го подготви Слободанка и навистина А јас нешто подкашлувам, па може едно чајче за мене, да нема да ти биде тешко. Така, таман работа. Добро, ке подготвиш ти. Сега имаме така малку простор и ние да се покажеме во кујната, ако нешто друго дека да чај кафе да станеме. Дојдеме ние со децата ќе готвиме што имаме простор не е. Простор, тоа ќе ни биде следно ваше гостување. Меѓутоа сега повторно ќе зборуваме за она за што вие веќе одиме се понапред, нели, се усовршуваме, односно имаме и повеќе заинтересирани дечиња, што е за поздрав. Сигурна сум дека и вие се радувате на тоа, затоа што изразуваат желба да готват. Уште еднаш добре ни дојде. Добро ве И како што кажа Александра Трајковска, Везден од Академија за млади готвачи, за нас возрастните веќе и нас ке ни треба некој. И тоа е планот за понатака. И нас може да ни е потребно некое усовршување, да кажем. Меѓутоа, како се дечињата, прво да прашам? Одлични се, поминавме 3-месечен курс, нели, од кога ви бев гостинка овде во септември, во новата кујна на Везден. Така да супер, одлично се покажа, заслужено добија нова кујна, нов простор и сега почнуваме со нови уписи во февруари. Веќе почнавме вчера првата група. Какво искуството е? Што кажува искуството веќе кое што го имаме? Презадоволни се децата, презадоволни се родителите. Мене тоа ми е доволно, кога ќе ги видам децата дека тоа е тоа што го сакаат, дека се среќни, дека се задоволни кога ќе дојдат кај нас. Затоа продолжуваме да го правиме ова. И да си продолжите, затоа што јас велам се што е поврзано со дечињата во денешно време, најважното е она што да ги одвоиме малку од тебе. И ние сме, дали за работа, дали за било што и ни се потребни, меѓутоа знаеме кога треба да го ставиме малку настрана за да се одмориме, а кај дечињата тоа е малку проблематично. Врзани се, имаат многу фокус таму, имата, мислата. Меѓутоа на овој начин барем знаеме тие неколку часа, нели, да ги одвоиме од она, па и од секојдневието, од училиштата, од обврските и тие да си имаат една убава релаксација, па да кажам занимација и дружба, социјализација и така натаму, каде што плюс си учат за готвење. Ајде сега околу готвењето. Што е она што тие го усовршуваат? Односно, знам дека го усовршуваат гледајќи минатиот пат како тие готвеа, меѓутоа што е она што на каков начин започнуваме? Еве вака малку да пообјасниме на гледачите кога е во прашање Академијата на што, како започнуваме и каде завршуваме? Прво пред се учат за хигиена и безбедност во кујна. Еве да им објасниме на гледачите како изгледа еден час кај нас. Така. Прво се облакаат во униформа која ние обезбедуваме, потоа се објаснува за безбедноста и хигиената, да знаат како да ракуваат со се што е околу нив. Еве можеме и да гледаме кога додека зборуваш, слободно продолжи си. Нели од најобичен алат како ножиња до ракување со тенџериња, жешки предмети, плотни рингли, како да сварат, значи се тоа безбедноста на прво место. Да, ова е делот каде што заедно дегустираат после готвењето. Сами што се сготвиле, така. Воопшто никој не им помага?
Им помагаат наши готвачи, значи заедно тие ги водат низ целиот процес на готвење. Наши готвачи, професионални Зборувам готвачи. за вкусот, за храната, како треба да... Тие имаат рецепт по кој што треба да се водат и затоа е добар тука фокусот преска што го спомнавте дека го немаат во моментов со да се телефоните. спомене што треба да се стави, да се проба, за да ги оставиме сами тоа да го Да, направат. они имаат рецепт по кој што треба да се водат, меѓутоа и тука доаѓа до израз планирањето на времето, планирањето на просторот, гледаат во колку време треба тоа да го направат, мерат, логички малце треба да размислуваат. Сега секој си остава свој печат на јадењето. После тоа како ќе го издекорира, како ќе го направи, оставаме на нив. Да дојде до израз и креативноста. Еве ги, и минатиот пат кога имавме можност да ги гледаме колку се прекрасни и колку се пресладки како готвачи, јас се воодушевувам навистина. Ајде сега да позборуваме и за тоа колку годинки има. Тоа е на една работилница, бевме и гости и тоа да се пофалиме, не викна на гости на доста работилници. Беа на Стрит Фуд Фестивал готвеа. Беа во Ситимол на работилница, баш тоа е таму девојче. Така да кај нас возраста од 6 до 13 години, меѓутоа тоа девојче помало 5 години има. Но сигурно дека изразила желба да биде дел од оваа академија за млади и готвачи, каде што можевме да ги забележиме како тие со задоволство дори го прават тоа. Меѓутоа јас знам дека навистина дечињата веќе и од мали нозе некои барем, не мора да значи за сите, меѓутоа да покажуваат интерес за нешто во животот и зашто ќе продолжат и ќе се определат понатаму. Меѓутоа не мора да значи дека тие ќе станат кувари, готвачи, професионални во кујната, меѓутоа многу е убаво од мали нозе како што мајките не учеле. Нели, ние сме генерации кои што тоа сме морале тој филтер да го поминеме за дека треба да се сготви, да се прави ручек, да се биде домаќинка и така натаму. Меѓутоа сега добро е ако во ова време во кое што живееме некои родители не толку многу време имаат за да покажат и знаат, а гледаат дека детето се интересира за кујна, одлична идеја сте добиле за да се отвори една ваква академија. Јас би сакала тука да потсетиме за идејата. Затоа што е интересно, нели, како мајка, да поврземе ова што јас сега го зборувам. Идејата беше лична, буквално мојот син сакаше да го запишам на некој курс за готвење, за да се усоврши, тој има 12 години во моментов. Браво. Тоа беше минатата 25-та кога баравме такво место во Скопје, но не најдовме, иако и дома помагаше цело време, правуваше желба и во рестораните заедно со готвачите им сметаше. Ги гледаше како готват и така да идејата започна од него искрено, меѓутоа јас сум веќе повеќе од една деценија во угостителството со Везелка и Дениција и мислам дека го имаме искуството. Искуството и свативме дека храната е таа што им прави, што им причинува задоволство на луѓето. Така. Од досегашното работење сакав тоа да го пренесам на следната генерација. Се тоа се вклопи заедно во еден момент. Така. И се создаде Везден. Одлично, одлично. Но тука, покрај готвењето, ние ги учиме сигурно децата во оваа академија за млади готвачи, што е најздраво да јадат, нели, да се изразам така, или да консумираат. Сигурно дека ги советувате и за тоа. Така е. Да јадат брокула. Леќа гравче. Дека има различни начини на јадење брокула, дека чипс не е опција. Така. Дека да знаат дека имаат повеќе избор, така натаму. Да бираат правилно, да ги балансира, да приготват балансиран оброк. Балансиран оброк. Да. Слободно, чајчето. Чајчето едно е готово. Ти благодарам, Ирена. Повели Сандра, сега и твоето слободанче. Колку се не се убави овие новите чаши во знакот на македонската традиција. Кога сме традиционалното готвиме македонска традиционална од 4 часа во месецот, имаат еден на кој што треба да биде македонска традиционална храна. Вака сега ќе се навратиме, значи учат за што треба да јадат. Значи за да покрај нив имаат здрава, правилна и балансирана исхрана за нивните години. Одбиваат ли, се навикнуваат ли, сакаат ли да ги јадат овие производи кои што ги кажавме, каде што морам да признам дури и повозрастните некогаш не толку многу ги практикуваат, а се потребни за здрав организам. Многу ти благодарам, Иренче. На здравје. Здравје да си имаш. Се навикнуваат, бидејќи кај нас не е наметнато обврската. Друго е дома кога ќе ги седнат и мораш да јадеш брокулава, друго е кај нас кога гледаат дека десетина деца веќе некако ја употребиле брокулата на било каков начин, на различен начин. На различен, да. Се охрабруваат да јадат. И на родители ме чудно кога ќе им кажеме дека кај нас детево што е направило само салатата ја изело, за разлика од дома што избегнуваат некои
тип на храна. Да. И убаво е кога ајде еве го гледаме дури и видеото, еве како тука дури како што готват, тие и се забавуваат на некој начин затоа што тестото е секогаш игра, затоа што знаеме и ние, Ирена, сигурно дека и ти мајките кога правеле кифлички, зелники и така натаму сме се вртеле околу нив и сме сакале да играме со тесто. Мислам дека тестото е број 1 за да примамиме деца за да учат да готват и да бидат во којна. Да, најинтересно им е готвење со брашно и сладкарството, меѓутоа мора да биде преку игра. Само така им го задржуваме фокусот, концентрацијата. Кај нас се смеат дека домашните задачи се поинтересни од тие на училиште, а имаат домашни задачи. Значи имаат да им даваме да готват. Не да готват, туку имаат нешто да научат. После часот освен рецептот добиваат и домашна задача. Различни информации од типот кои продукти не треба да се чуваат во фрижидер, кои продукти со кои не се комбинираат, како риба и млечни производи. Па да, како што кажа, покрај здравата исхрана, еве зашто и друго ги учите во академијата за млади готвачи, што е многу убаво и добро од ваша страна, затоа што тие навики ги стекнуваат во текот на животот, здрави навики и здравје Боже ќе си пренесат и на своји другарчиња, па и кога ќе подпораснат тоа ќе им остане. Животна вештина, животна вештина така. И споменавме, ајде малку и за да. И убаво од ваша страна што ги учиме и на наше македонско традиционално. Не, впрочем би биле и вие Везилка, нели? Да, така. Рестораните Везилка и нашата емисија Везилка и се врти околу Везилка и во чашава еве Везилка. Да, Георга, браво, Иренче, а чајов е превкусен. Што беше од овош не? Да. Преубав е. Не знам што овош ки има, меѓутоа многу е убав, така да се опуштиме малку. Ајде сега да околу традицијата наша. Да, готват еднаш месечно, македонска традиционална, некогаш заедно го бираме рецептот. До сега во минатиот курс сготвија полнети пиперки, сега име мусака наред. А тавче гравче од тетовското? Сарма правам, тавче гравче исто следно е. Се шегувам, да. Така да сите ќе ги поминаме, да. Па секој крај од нашата неубава Македонија имаме убави традиционални нели јадења, така да безброј се, многу ги има. Тоа има најинтересно мене. Верувам. Не знаев како ќе ми помине искрено тоа со македонско традиционално. Не знаев, буквално полнетите пиперки беше уживање кај децата. Уживање. Да. И еве вака искрено да ве прашам, кога ќе подготват сами, кога ќе ја пробате храната, вкусна ли е? Знаат ли убаво да готват? Да дојдете да пробате. Преубаво. Јас би сакала со задоволство за полнети пиперки. Слободно. И јас исто. Многу ги, да, омилени ми се мене полнетите пиперки. Се што е македонско традиционално ми е омилена храна на вистина, меѓутоа убаво е да пробаме нели нешто од надвор од нашата кујна, да не биде во секојдневието, сега не мораме да учиме сигурно италијанската и грчката кујна. Читав пред некое време дека се број 1 во светот. Да. За вкус и за обилност, да кажам, или пак разновидност во исхраната, а и самите сме пробале, па и знаеме дека е така. Италија се знае пошто е позната и грчката. Италијанска кујна е наомилена, искрено, и кога возрастните, бидејќи ние почнавме тимбилдинг за да правиме со фирми каде што готват возрастни, свежа паста од брашно им е најинтересна и на возрастните. Кој готви подобро, дечињата или возрастните? Дечињата. Тука се поставува прашањето, предпоставувам, да. Фокача учат рижото, ги сакаат и работи. Италијанската кујна ја сакаат навистина. Предпоставам дека е така. Но и нашата, македонската си е вкусна, но како што кажав, убаво е да си пробаме и кинеска, јапонска и така натаму, зошто да не, нели? Да, така, предпоставувам дека од сите земји. И така учат и за земјите? За нивната култура, што е тие што нудат таму и со што се хранат, како живеат, кои се шпанци, кои се италијанци, грци и така натаму, нивната музика, додека готват може да се слушаат музика. Тоа е мојата идеја што јас би правила, па еве сигурно дека и вие тоа го практикувате. Но времето некако брзо ни помина. Искрена да видам Александра и многу се радувам кога ги гледам вака дечињата се радуваат и тие, кога готват заедно, се дружат, се забавуваат, се социјализираат, учат и како што кажав, она најважното, се малку и нив да им ги отргнеме мислите од секојдневието, од техниката и на ваков начин се повеќе нека има дечиња, посакувам. Да бидат заинтересирани. Да, ви благодарам, само сакам да напоменам дека овој час кулинарство или готварство порано го имаше во училиштето, сега изостанува. Да, со неколку училишта се поврзавме во Скопје што имаат изборен од основно, изборен час и тие веќе готваа кај нас, дојдоа на еден час да готват. За да бидат во професионална кујна, нели да го објаснат наставниците. И одлично е тоа.
би сакала да има повеќе во Ајде само повеќе уште основи. за крај, сите оние кои што се заинтересирани, како да ви сконтактираат? На телефонското бројче 070 315 468, на Инстаграм Вездан МК, на социјални медиуми. И многу е убаво и како еден издувен вентил за дечињата. Ние ќе имаме и психолог кој што го очекуваме како втор разговор, ќе зборуваме и за агресијата кај децата и на ваков начин може да им ја сопреме за да ги социализираме, за да видат дека другите дечиња многу добро знаат како да ја абсорбираат негативната енергија. Едно дете со сите не може нели сам да се справи ако имаме повеќе позитивни деца кои што сигурна сум дека сите заедно си се дружат без разлика дали учат или не учат заедно. Тоа е едноставно дружба за сите. Сандра, јас да се пријавам уште од сега, ако има Заполнетите курс пите. за дегустација, ама за тесто, кога се учат, бидејќи не знам да месам, Слободанка. Да бидам искрена и јасна. Кифлички Тоа- вчера праве. Кифлички само. за тој курс ако има за возрастни, јас и Слободанка уште Да. од сега се пријавување. Некако Ќе со имам во тестото предвид, да. не ни оди. Сакав да прашам околу овошјето. Што е со овошјето? Знаеме колку е здраво овошјето нели во исхраната. Дали користите, можеби кога подготвувате некои благи намирници, нешто од овошје, бидејќи подготвувате и сладки, така? Да. Каде и за што го користите овошјето? Овошјето се користи. Последно што правеа беа здрави бомбици со јаболки и цимет и беа прекрасни. Користат овошје па и во солените јадења. Така. Браво. Добро. Многу благодарам.